Примена на Nano 7 техниката. Ниче Димовски Македон. Издавач Ниче Димовски Македон. Проширено издание Скопје 2015. Препорака од авторот. Божествено е постојано да мислиш на убави и нови нешта. Демокрит. Методот на најситната бесконечна енергија, или така наречената Nano 7 техника, е магнет кој привлекува посреќен и поисполнет живот. Моето лично искуство покажа дека со внимателно и темелно учење и применување на Nano 7 техниката може да се постигне внатрешна преобразба која води кон нов живот. Открив дека единствено нешто кој ми помогна да ја иницирам таа внатрешна промена беше моментот кога се соочив со стравот од смртта кој се преобрази во желба за вистински живот. Најлошата грешка на душата е непрепознавањето на она што навистина е и може да се надмине единствено преку себеспознание. Махавира. Доколку навистина сакате да се промените и да имате вистински, среќен и исполнет живот, тогаш овој едноставен метод треба да го прочитате повеќе пати. Секоја промена бара учење за да се совлада и примени новото сознание. Јас својата среќа, благосостојба и изобилство ги пронедов тогаш кога ја сватив суштината на законот за вистината, односно Nano 7 техниката, и одлучив да ја пренесам на другите кои искрено трагаат кон исполнет живот. Си реков, каде и да одам, ќе си го носам рајот со мене и ќе го подарувам секому кој ќе сака да го прими. Новиот начин на размислување само за 7 дена од корен ќе ви го смени животот и ќе ви ги направи достапни сите убавини на овој свет. Ке се пронајдете и ќе го промените односот кон себе си. Ке откриете зошто сте дојдени на оваа планета, зошто живеете во овој величествен миг. Применете го методот на најситната бесконечна енергија и одовде ке стигнете токму таму каде што сакате. За да уживате во благодетите, што животот многу долго ги чувал за вас, вие сега ке ги побарате од него. Тоа што ќе го осознаете одејќи по патот на вистината, со љубов ќе им го пренесете на вашите деца, за и тие да се радуваат на најубавиот и највеличенствениот подарок. Овој подарок што ќе им го оставите, тие ќе го подарат на своите потомци. Убавите пораки ја менуваат секоја генерација, го менуваат светот. Особено важно ми е да ве поттикнам да ја најдете причината во себе. Зошто воопшто нешто би менувале и што би добиле од тоа? Ова е нешто што се прави од љубов. Наспроти работите кои ги правиме во животот, поттикнати од стравот и оправдувајќи го така нашиот опстанок. Секој човек е посебен и не постои универзална формула, која би функционирала безпрекорно подеднакво кај секого. Но затоа сите посакуваме исти работи: среќа, мир, љубов, благосостојба, здравје и долг живот. Ако сето ова се понуди како техника која лесно се совладува, самостојно се учи и може да се примени во практиката, не би постоел човек кој не би се обидел да ја исползува за свое добро, да научи да биде свој. Во вистината за вечноста ви го раскажав мојот тежок, речиси невозможен пат кој го поминав и по кој стекнав големо искуство. Пат по кој прибирав знаења за да ви ги кажам. Сакам да ви послужат во развивање на духот вам и на целиот човечки род. Не ми беше лесно да се ослободам од товарот на вистината, кога еднаш веќе ја дознав. Умот, збогатен еднаш со ново сознание, никогаш повеќе не може да се врати во првобитната димензија. 14 години носев товар за кој се двоумев дали да го објавам. Со задоволство ви ја пренесов вистината која ја дознав. Сите ние сме исто и многумина кога ќе го осознаат ова ќе прават поголеми дела од мене, бидејќи ова се учи за една седмица, а јас за тоа потрошив 30 години во истражување за да го објавам во ваква форма. Сето она што го истражував и за кое вложив многу години напорна работа, во целост го откривам во книгава, за да може секој да го научи и примени.
Она што макотрпно го учев долги години, вие многу бргу можете да го постигнете. Не барам благодарност за себе, но барам благодарност за научниците кои своите животи ги вложиле во истражувањата од кои денес ние црпиме знаења и собираме благодети. Ова е наједноставниот начин да ги искористите потенцијалите што ги имате во себе, за да си овозможите живот полн со смисла. Се ви е дадено во едноставна и средена форма, за да можете веднаш да ги примените принципите на природните закони и да добиете резултати по кои секој трага. Никого не може да го убеди да се промени. И затоа се вели, може да му се помогне на оној кој сака, но никогаш на оној кој не сака. Самосвесноста значи да се има апсолутна контрола над сето она што свесно ќе го внесеме во подсвеста. Свеста ја штити подсвеста, да не влегуваат погрешни информации. Свесно донесете цврста одлука што точно сакате да бидете и што сакате да ви се случува. Бидете тактични најпрво со себе, за да научите да бидете такви и со другите. Со добра тактика се постигнува подобар успех отколку со талент и гениалност. Најуспешните луѓе носат цврста одлука и тактички ја спроведуваат. Светот на глобално ниво влегува во нова димензија на промена на мисловниот процес. Ќе настапи нова ера на човечката мудрост, а нејзина главна карактеристика ќе биде откривањето на изворот на бескрајната енергија. Тоа е промена за која говорат древните македонци, маите, толтеците и многу други цивилизации, кои преку пишаниот збор оставиле печат во минатото. Токму тоа се пораките за нас од дамнина до денес. Влегувањето во новата ера на духовност ќе отвори можности што во моментов не можат ни да се замислат поради немање доволно човечки капацитет за поимање на нештата. Доаѓа време на љубов, благосостојба, хармонија и сите убавини по кои тежне е целото човештво. Наспроти тоа, материјалното ја губи својата моќ и сјај. Ние сме генерацијата која ќе го заживее тоа што се нарекува вистина за чиста љубов, разбирање и толеранција. Сега се наоѓаме во последната фаза на забрзано созревање со која ќе излеземе од темнината во која патувавме со векови. Не е случајно што вие ја слушате во моментов оваа книга. Убавите работи во животот ни се случуваат кога сме подготвени за нив, затоа е потребно да се фокусираме на нив и тие ќе започнат да ни се случуваат постојано, секојдневно. Ти си избран да бидеш еден од оние кои ќе ја креираат новата колективна свест. Од сега, само од тебе зависи како ќе ја искористиш можноста со тајните кои ќе ги откриеш во себе и да направиш промена и старите убедувања за кои панично се држиш да исчезнат. Подготви се. Сега е времето да започнат да ти се случуваат убави работи, а ти ќе чекориш мудро по патот на најголемата вистинска тајна на светот, достигнувајќи до незиниот извор, вечната вистина. Човек треба да ја составува својата програма на читање со истото внимание како и своите секојдневни оброци, бидејќи читањето исто така е храна без која нема умствен напредок. Ендрю Карнеги. Клучарот, кој го има клучот од секоја душа. Идејата е да се пронајдете себе си и вашата душа, да се прегрнете и да го започнете вистинскиот живот, за кој всушност и дојдовте на овој свет. Заедно запловете низ океанот на вашиот живот, а кога ќе стигнете во рајот, запалете го бродот, за да не може никогаш повеќе да се вратите на стариот начин на размислување и живење. Останете обкружени со убавините на новиот живот. Не пропуштајте ја шансата да ја искористите едноставноста на методот, техниката објаснета во книгава. Клучот од тајната врата на вашата душа, која се отвора само однатре, е само во вашата сопственост. Ниче Македон. Кога ќе почнете да го преслушувате прирачникот, задолжително земете лист хартија и молив. Со себе имајте маркери во две бои, по можност во зелена и црвена боја.
Сето она што треба да го направите, запомните и примените, подвлечете го со зелена боја, а она што треба да го отфрлите со црвена. Земете огледало со вас и во моменти на силни емоции погледнете се. Видете го вашиот физички лик и тело, кои ќе се сплотат со вашата душа. Ведете си дека од сега ќе си ги подарувате убавините на животот кои ги заслужувате. Кажете си: те сакам. Заслужуваш да бидеш среќен. И сега си среќен. Целта на овој прирачник е да слушнете, научите и правилно да го примените наученото. Мојата намера не е да ве подучувам, туку да ја поттикнам во вас желбата за откривање на вистинскиот живот во себе, а потоа сами одлучете дали ќе ги примените методите и техниките за тие да може да ви станат навика. Вашите визии ќе станат чисти само кога ќе погледнете во вашето срце. Кој гледа надвор, сонува. Кој гледа внатре, се буди. Карл Јунг. Откривање на внатрешните вистини. Промената се случува не затоа што се обидуваме да се натераме себе си да се промениме, туку затоа што стануваме свесни што е тоа што не чини. Шакти Гавейн. Во секој човек постои универзална мистериозна моќ, која ниедна земна сила не може да ја победи, а тоа е душата. Секој на своите рамена го носи најсовршениот биокомпјутер, кој има неограничени можности, но само оние кои ќе научат да управуваат со него, ќе ја откријат тајната за да добијат се што ќе посакаат. А тогаш животот ќе им стане волшебство, во кој ќе уживаат секој миг, не пропуштајќи ништо на случајноста. Од целиот животински свет, само ние имаме самосвест и способност да го надгледуваме нашиот процес на размислување. Затоа, ние учиме, стекнуваме навики и имаме моќ со самоконтрола да ги смениме навиките, секогаш кога цврсто ќе одлучиме, секој во зависност од карактерот. Една поговорка вели: ако посееш мисла, ќе ожнеш дело. Ако посееш дело, ќе ожнеш навика. Ако посееш навика, ќе ожнеш карактер. Ако посееш карактер, ќе ожнеш судбина. Не одложувајте ги работите кои можете да ги завршите сега и веднаш. Не оставајте ги за утре. Утре реално и не постои. Тоа е измислено за да се лажат децата и старите. Енергијата која ќе ја потрошите размислувајќи за она што би го завршиле утре, скоро е еднаква на онаа што би ја вложиле за веднаш да ја завршите истата работа. Самиот почеток создава мотивација и задоволство со помислата на веќе успешно завршената работа. Човечкиот ум е во постојан процес на создавање на настаните кои доаѓаат во нашиот живот. Со каква брзина се движат мислите, со таква брзина е и креирањето на животот. Вниманието, според законот на вистината, една мисла го задржува максимум 4 секунди, а потоа се префрла на друга мисла. Доколку научиме да го задржиме вниманието на една мисла подолго од 4 секунди, настанува намерен, креативен процес. Тоа е поврзување на истородни мисли, кои се причина за создавање на точно одредена последица, нано-ниче метод. Се што сме повикале во нашиот живот, дојдено е затоа што сме го задржале вниманието на некоја мисла подолго од 4 секунди, свесно или несвесно, со љубов или страв. Само под влијание на овие две основни емоции ние поттикнуваме и започнуваме креативен процес со кој ја пишуваме нашата иднина. Премногу се едноставни работите, но кој да ни ги каже за да започнеме свесно да креираме живот, а не инстинктивно, несвесно. Секому му е дадена еднаква можност според способностите. Се разликуваме по свесноста и вербата во своите способности и токму во тоа е и можноста да ги покажеме тие способности. Секој човек е креатор на својот внатрешен универзум, оној кој креира и создава е создател на тој универзум. Ние, сакале или не, свесно или несвесно, сме богови на нашиот универзум.
некој многу помоќен креатор од нас си поиграл на прекрасен начин со секое човечко суштество, создавајќи му ја подсвеста, за да ни ги докажува и креира нашите верувања. Овој ден нека не биде како секој ден, туку нека биде ден кога ќе ја промените вашата свест и ќе започнете нов, прекрасен живот. Во чудата ќе учествувате кога ќе ги спознаете вашите бесконечни способности, верувајќи во себе. Овој миг е вреден како и секој друг што го замислувате дека ќе дојде. Мозокот тоа и го прави, всушност, затоа и живеете во сегашниот миг. Дадена ти е моќ за создавање, среќа, љубов, хармонија, успех и сите овоземни убавини на едноставен начин, со самоконтрола на умот. Користењето на техниката ќе ти помогне на полесен начин да ги пребродиш тешките мигови и несреќи кои ќе наминат во твојот живот, а за сметка на тоа ќе добиваш се што ќе посакаш, сите убавини на животот. Ние постојано водиме диалог сами со себе, од утро до вечер, и затоа треба да внимаваме што вметнуваме во нашиот мисловен процес. Секогаш ги сонуваме оние работи што сме ги создале, мислејќи на нив во текот на денот или непосредно пред заспивање. Додека бев во еден тропски предел, една ноќ пред заспивање, наблюдував гуштер како ги лови мушичките. Утрото бев изненаден што цела ноќ сонував змии. Заклучив дека секогаш, во последните мигови пред заспивање, она што со емоции го наблюдуваме, навлегува длабоко во подсвеста и привлекува истородни мисли кои ги сонуваме во текот на ноќта. Затоа, внесете ги во текот на денот сите убавини на овој свет, а пред заспивање повторете ги оние работи кои сакате да ви се случуваат, за преку нервниот систем тие мисли во текот на ноќта да завладеат со вашето тело и ум. Не одете нервозни на спиење за да не се заразите и следното утро и да не продолжи да ви се случува она кое не го сакате. Никогаш не носете зло во вашиот кревет. Заспивајте прегрнати со убавините на овој свет, кои веќе утре ќе почнат да ви се случуваат. Ова е едноставниот закон на вистината. Секој миг користете го за да ги повикате убавините кои ги посакувате. Свесно правете фотографско, лингвистичко невропрограмирање. Контрола на мислите. Смиреноста во тишина не е вистинска смиреност. Кога си смирен среде некаква активност, тогаш си во вистинска природна состојба. Среќата среде комфор не е вистинска среќа. Кога можеш да бидеш среќен додека извршуваш тешка работа, го согледуваш вистинскиот потенцијал на умот. Доген. Преку контрола на мислите, ќе создадете навика вие да владеете со умот, а не тој со вас, како што тоа се случува кај 90% од луѓето. Тогаш ќе ја почувствувате моќта во вас да креирате енергија каква што сакате, а која ќе зрачи во вас и на сите околу вас. Научи да бидеш неприкосновен господар на твоите мисли. Промени се ти и светот кој е околу тебе ќе се менува со голема брзина. Ќе станеш магнет кој ќе ги привлекува истите работи кои ги негуваш во умот и душата. Одблизу ќе ја запознаеш среќата, љубовта, простувањето, благосостојбата, здравието и долгиот живот. До денес си она што си го правел досега, а од денес ќе бидеш она што ќе го правиш од сега. Животот понекогаш на чуден начин не доведува во искушение, давајќи ни подароци, кои доколку не ги примиме, си ги зема назад. Во овој миг навистина ти дарува подарок кој, откако ќе го отвориш, ќе треба да издвојуваш по неколку минути од сите 1440 минути од едно денонокие кој ги имаш, да ползуваш и да развиеш нови умствени навики. Немој ни случајно да кажеш «немам време». Заборави ја ова реченица, затоа што во тебе постои некој кој се вика подсвест. Подсвеста го слуша секој диалог кој го водиш сам со себе. Ти си на потег. Повлечи ја првата фигура и нека започне партијата на животот во која ти ќе бидеш сигурен победник. Во овој миг затвори ги очите. Засакај ја личноста во која ќе се трансформираш. Уживај во животот постепено, но сигурно. Не слушај понатаму. Затвори ги за миг очите и засакај се. Кажи си, те сакам
и го докажувам тоа. Колку пати досега сте кажале дека ќе започнете со нешто ново и ќе го доведете до крајот, но потоа се откажувате и им се враќате на старите навики. Всушност, го одземате од себе најубавото што сакате да си го подарите. За да го разбудиме природното во себе, треба да ги поттикнеме природните чувства на вистината за среќата и љубовта, преку кои ќе ги повикаме мирот, скромноста и самопочитта. Тогаш ќе бидеме спремни да ги примиме сите благодети кои ни ги дава животот. Животот треба да се живее по избор, свесно. Може да имате се што самите ќе си дозволите, животот секогаш нуди многу повеќе од она што во овој миг можете да си го замислите. Сето ова можете да го остварите подпирајќи се врз себе си, независни од никого, дури ни од оној кој ве подучува. Никој не може да ни ја каже иднината, затоа што ние самите ја создаваме. Донесете одлука. Задоволството во она што го работиш е основа за совршенство во работата. Аристотел. Променете го стариот модел на пишување закони за вашата иднина и започнете да патувате од несреќата кон среќата и од омразата кон љубовта. Напишете ги новите закони со нова парадигма. За храброста и упорноста не постојат ограничувања. Тргнете од вистината дека сакате да живеете среќен, здрав и долг живот, исполнет со љубов. Каде и да сакате да одите, треба само да одлучите да тргнете и да го направите првиот чекор. Се што треба да направите за почеток е да започнете без одлагање. Најубавиот подарок кој можеш да го добиеш е некој да те разбуди, за да откриеш кој си всушност ти. Техниката на 7 дена не дозволува прекинување, но затоа дозволува да замените ден како што вам најмногу ви одговара. Верувајте, ќе бидете изненадени од она што на крајот ќе го постигнете. Секој од нас животот понекогаш го гледа преку погрешните претпоставки и ограничувања кои самиот си ги наметнал. Ако денес не превземете контрола над вашиот живот, за да бидете она што од секогаш сте посакувале, ќе останете меѓу оние кои чекаат на автобус на улица на која никогаш не поминуваат автобуси. Колку за информација, околу 90% од луѓето чекаат автобус на погрешно место. Авионите имаат автоматски пилот кој најчесто се користи за безгрижно прелетување на меѓуконтинентални дестинации, над океани, каде шансите за каков било инцидент се мали. Ист таков систем создателот на природата вградил во нашиот мисловен процес и ние по автоматизам го живееме животот се додека се чувствуваме комотни во нашиот лет наречен живот. Кога ќе почувствуваме опасност, со огромна брзина го исклучуваме автоматскиот пилот и веднаш бараме решение за настанатиот проблем. Тоа можеме да го правиме секогаш, во својот лет, создавајќи убавини какви што само ние сакаме. Кога ќе научиме да бидеме будни и нашите позитивни мисли да преовладуваат процентуално повеќе над негативните, значи дека сме започнале живот за каков сонуваме. Само неколку дена да се почувствува убавината на живење од таков живот, по автоматизам ќе нема враќање во кошмарот од негативни мисли. Сите оние кои ќе го применат на Нониче методот, ќе ги изненадат најпрво своите најблиски, а потоа останатите со своето прекрасно однесување. Како можеш да бидеш жив, ако само телото ти е овде, а умот ти лута во минатото или иднината? Ако не си достапен на себе си, ако не си достапен на пријателите и саканите? Врати се дома, во себе си, овде и сега. Стани целосно жив. Твојата вистинска присутност е во полза на сите. Тик Нат Хан. Уште од времето на големите македонски филозофи Сократ, Платон и Аристотел, низ сите свети книги се говори за живење во сегашниот миг. Само во сегашниот миг ние ја имаме моќта да ја обликуваме и создаваме енергијата за иднина каква што би посакале. Според оваа вистина, сето минато и иднина се само илузија, која ни го одзема сегашниот миг. Се што науката во моментов измислува, истото веќе постои во природата.
Компјутерот работи на принцип на човечки мозок. Роботите и градежните машини, движењата ги прават токму како што ги прават некои животни. Дури и хидрауликата е копија на она што го прават некои инсекти и скакулци. Бев воодушевен од еден јапонски научник кој преку цела година ги обсервира движењата и анатомијата на некои бубачки. Природата никогаш не создава несовршени работи, затоа човекот во се ја копира. Не е свесен дека само тој може да го прави тоа, бидејќи му е дадена моќ да биде апсолутно совршен, а пред се со неговата свест интелигентно да ја користи. Најмоќното суштество, ти, човекот. Како до објаснување во овој наслов, ќе се обидам уште еднаш да го појаснам начинот за да може секој да ја свати својата моќ. Во кратки црти ќе се осврнам на работи кои секој треба да ги знае, а кои не ги научивме во училиште. Да се потсетиме и на она што го рекол свети апостол Павле, кога дошол првиот пат на европскиот континент во Македонија. Подобро е да кажам 5 зборови разбирливи, отколку 1000 неразбирливи. Ти си составен од органи, ткива, молекули, атоми кои во основа се енергија, која пак е во постојана вибрација. Интензитетот на вибрацијата е подложен на надворешни и внатрешни влијанија. Надворешните влијанија како што се сонцето, воздухот, водата, минералите, рудите, електромагнетизмот и сето она што не обкружува во зависност од неговата енергија и вибрација, се менливи во зависност од нашата локација, местоположба, например, космичкото зрачење и подземните води. Внатрешните влијанија се моќната сила која доаѓа од нашите мисли. Ние господариме и робуваме свесно и несвесно на сето она што поминува низ нашиот мисловен процес, од нашето раѓање па се до нашата смрт. Тоа е така затоа што постојано водиме диалог во себе. Во зависност од тоа какви се нашите мисли, таква станува и нашата внатрешност и вибрација, а со тоа и перцепцијата на надворешниот свет, со што започнуваме да привлекуваме слична вибрација како нашата. Тргнувајќи од овој факт, ние свесно и несвесно се програмираме од она што поминува низ нашиот мисловен процес. Ние немаме моќ свесно да го сопреме мисловниот процес кој во континуитет е бесконечен. Дури и при медитација, колку и да се трудиме да не мислиме на ништо, сепак ништото е нешто, бидејќи тој процес е како незапирлива река во која течат огромен број на слики кои ги имаме меморирано. Секоја мисла е слика и само една буква да помислите веднаш ја гледате. Претходно складирани информации од сите 5 сетила се слики, независно дали е тоа звук, мирис, вкус, боја, температура. Например, слушате одреден звук, пеење на птица, но не ја гледате птицата. Штом ќе го слушнете пеењето, веднаш знаете која птица пее, а во мислите ви доаѓа сликата на таа птица. Истото е и со сите музички инструменти. Слушате, а во мислите гледате виолина. Со пеењето, секој збор е слика, како се пее песната, така се менуваат сликите. Сликите во мислите се менуваат на секои 4 секунди. Ова се случува несвесно, бидејќи тоа е методологијата на работата на мозокот. Над 4 секунди може да се задржи мисла само доколку ние свесно се фокусираме на неа, најчесто со страв или љубов. Нашиот мозок е најкомплексната структура во универзумот, за кого медицината се уште нема целосни одговори, бидејќи не може да го истражи во целост. Мозокот е составен од 100 милиарди клетки, кои се поврзани со 25 до 30 милиарди неврони, во кои пак се содржани милиарди протеински молекули. Само во една клетка, од тие 100 милиарди има капацитет да се соберат 5 најголеми енциклопедии, да речеме британики. Ова говори дека нашиот мозок има неограничен капацитет за повеќе животи во континуитет. Интересно е тоа што, колку повеќе го користиме мозокот, толку повеќе се зголемуваат синапсите, врските меѓу мозочните клетки. Со самото тоа, ние стануваме се попрецизни и посигурни во она што го говориме. При недоволно ангажирање на мозокот,
се губат синапсите помеѓу клетките до 40%. Токму поради ова научниците велат, користете го мозокот за да не го изгубите. Мозокот е целина составена од две активни полиња. Тој е поделен на свесен дел, овој што сега го користите додека слушате, тој користи 5% од капацитетот на мозокот и подсвесен дел, кој што користи 95%. Овој дел е пасивен и подчинет на свесниот дел во целост во сегашно време. Свесниот дел преку мислите ги дава наредбите на подсвесниот, кој што ги извршува безгрешно, не навлегувајќи во полемика зошто свеста тоа го бара. Подсвесниот мозок е застрашувачки прецизен систем кој функционира безпрекорно и рационално, но ние можеме да влијаеме за тој да функционира рационално. Тоа едноставно се прави преку контрола на сето она што го мислиме. И познатиот психолог Карл Јунг за подсвеста ќе каже: се додека несвесното не го направиме свесно, тоа ќе раководи со нас, а ние ќе го нарекуваме судбина. Заклучокот сето ова е дека подсвесниот ум го слуша сето она што свесниот ум го размислува и тој постојано се труди да го докаже неговото верување. Тоа значи дека ништо само по себе не е ниту црно, ниту бело, туку такво какво што го создаваме ние. Според него свесниот дел од умот, кој е само 5%, е врховен командант на кој подсвеста од 95% никогаш не се спротивставува. Незината задача е да пронајде во клетките информации кои ќе го докажат незиното верување. Например, ако свеста запраша, поточно ако вие помислите: зошто сум среќен? Од тој миг подсвеста започнува да бара докази како би го дала одговорот и би го докажала вашето верување. Зошто? Значи, подсвеста ја интересира секогаш како да го докаже вашето верување. Истото ќе се случи и ако се запрашате зошто сум несреќен или констатирате јас сум несреќен. Таа повторно ќе се втурне во потрага по докази од минатото кои се складирани во клетките за да ви го потврди вашето верување и ќе пронајде многу аргументи дека сте во право. Од сето ова произлегува дека е премногу опасно да се играме со подсвеста размислувајќи на настани кои не би сакале да ни се случат, бидејќи подсвеста ќе стори се за да ни го докаже нашето верување. Ова пак значи дека треба многу да внимаваме што мислиме, бидејќи ние денес сме она што се нашите претходни мисли, а веќе утре она што се нашите денешни мисли. Од целиот животински свет, само нам луѓето ни е дадено правото свесно да правиме селекција на мислите кои минуваат низ нашиот ум. Заклучок. Искористи ја моќта која ти е дадена и од овој миг внимавај на своите мисли. Исфрли ги сите отпадоци, како што се љубомората, омразата, стравот, самосожалувањето, обвинувањето, непростувањето и сето она што е труе твојата свест. Започни да размислуваш за среќа, љубов, страст, ентузијазам, успех и сите задоволства кои те исполнуваат. Подсвеста подеднакво реагира и на добрите и на лошите мисли. Кога ги менуваш свесно мислите, започнуваат да се случуваат чуда во животот, бидејќи мозокот живее секогаш во сегашно време и за него не постои минато и идно време, па така тој веднаш ги вади сликите од она што вие мислите, а подсвеста започнува да го докажува вашето верување. Ова потврдува дека на почеток можеме свесно да го лажеме нашиот мозок како сакаме и со што сакаме, се додека тоа не ни стане вообичаена навика. Тоа е исто како кога учиме да возиме автомобил или велосипед. На почетокот методолошки, сконцентрирано, со внимание, а потоа станува рутина која и не ја забележуваме. После извесен период на внимание и обука врз нашиот мисловен процес, започнуваме да живееме нов, исполнет живот. Имаме живот кој не стимулира, оптимистички со самодоверба, моќ и слобода, ослободувајќи не од сите стравови и негативни размислувања. Кога еднаш ќе научиме да ја контролираме подсвеста со мислите, тоа ќе стане наша вообичаена навика. Заклучок. Целта е да научиме да ја користиме свесно безграничната моќ која ни е дадена на располагање. Кога ќе го научите ова, ќе добиете се што ќе посакате. Пептиди.
Секој човек во мислите постојано води диалог со самиот себе, а некои од нас понекогаш тоа несвесно го озвучуваат. Нашиот диалог, разговор, кој го водиме самите со себе, постојано е под обсервација, прислушкуван од невропептидите во нашиот организам. Медицината, невропептидите ги вбројува во групата посредници, молекули, заедно со белите крвни зрнца, заштитници. Функцијата на белите крвни зрнца и невропептидите е многу различна во препознавање на непријателот. Белите крвни зрнца се во постојана одбрана на организмот, препознавајќи ги непријателите и имајќи целосна контрола над сите инфекции и вируси што ќе се појават. Потоа го известуваат мозокот, при што тој одлучува дали тие ќе започнат да се множат со голема брзина за да го уништат непријателот. За разлика од белите крвни зрнца, невропептидите не го препознаваат и не прават разлика помеѓу непријателот и пријателот. Не правејќи разлика помеѓу негативните и позитивните мисли, тие подеднакво реагираат на нив. Слушајќи го нашиот разговор, невропептидите целосно се подчинети на нашите мисли во сегашно време. За нив, секоја мисла е сегашност која постои. На какви мисли се насочуваме, такви невропептиди создаваме, а тие потоа ја бараат од нас истата храна, всушност истите мисли. Така создаваме зависност од многу нешта во секојдневието. Во моментот кога свесно ќе ги промениме мислите, тогаш тие невропептиди одумираат за одредена зависност и се создаваат нови, соодветни на новите чувства кои сега пак ја бараат храната соодветно на новосоздаденото. Најадекватен пример се луѓето кои пушат цигари. Тие постојано се поттикнувани од невропептидите да запалат цигара, но доколку во еден миг пушачот одлучи да прекине и тоа не го прави одреден период, бројот на пептидите драстично се намалува, тие одумираат, се до моментот кога пушачот не почне во мислите да гледа слики како пали цигара и повторно пуши, тогаш пептидите започнуваат да се создаваат. Истото се случува за каква било да е зависност, позитивна или негативна. Во зависност од она што го размислуваме, зависат и настаните во најголем дел од секојдневниот живот и наши идни случувања. На пептидите кои се множат и предизвикуваат емоции, понекогаш соежење на кожата или пеперутки во стомакот, реагира водата во нашиот организам, која е и до 80%. Водата е во постојана вибрација од мигот кога влегува до мигот кога излегува од нашето тело. Таа реагира како частичките во електромагнетизмот кога можат да преминат од позитивни во негативни и обратно. Во зависност дали нашите мисли се позитивни или негативни, таква е и вибрацијата од молекулите на водата во нашето тело. Токму според овој природен закон, ние создаваме позитивна или негативна вибрација, која пак влијае на нашата фреквенција со која привлекуваме луѓе, настани и случувања. Само затоа, кога ќе сретнеме некој човек, дури избор да не проговориме, ние ја чувствуваме неговата вибрација и создаваме мислење дека тој е позитивен или негативен. Од сето ова произлегува дека ние не можеме да излажеме никого освен самите себе си. Нашата внатрешност се отсликува и на нашата надворешност и токму и затоа кај другите го приметуваме само она што е во нас самите, а она што го немаме не возбудува. Поради сето претходно кажано, ние привлекуваме луѓе, настани и случувања такви каква што е нашата вибрација и фреквенција. Запомни, дадено ти е најдемократското право во универзумот од целиот животински свет само тебе, да бидеш што сакаш од мигот кога ти ќе одлучиш да ги промениш мислите. Овој едноставен систем ја прави толку голема разликата од човек до човек. Најбитното од сето ова е дека судбината сама по себе не постои, туку секој сам си ја креира. Секому му е дадено правото да ја пишува својата иднина онака како што тој ќе посака во зависност од неговите размислувања со селекција и контрола на мислите. Секој треба да го искористи најдемократското право кое му е дадено, а тоа е: биди што сакаш, што се твоите мисли, тоа си ти. Токму затоа, не треба да заборавиш дека најнесебично нешто е секогаш да им мислиш добро на другите, бидејќи тоа всушност
и си го рефлектираш врз самиот себе со својата подсвест, пептидите и вибрацијата на телото, организмот. Секогаш мисли им го на другите она што посакуваш тебе да ти се случува. Исполнете го вашиот ум со божествени мисли и така ќе стекнете ментална сила, која ќе ги протера сите лоши мисли од вашиот ум. Законот на природата секогаш го победува хаосот со хармонијата, негативното со позитивно. Истото правете го и вие, со инспиративни мисли на љубов, мир, задоволство, милосрдие, љубезност, радост, среќа, бидејќи овие мисли го лекуваат и духот и телото. Наспроти нив, омразата, зависта, горделивоста, егоизмот и секоја вознемирувачка и депресивна мисла имаат влијание на секоја клетка од вашето тело, со тенденција да предизвикаат болести, создавајќи отрови. Овие мисли се гласници на болестите, а честопати и на смртта. Методот на елиминирање на лошите мисли е премногу едноставен. На местото на депресивните мисли во градината на вашиот ум посадете инспиративни слики од вашето минато или посакувана иднина. Негативните мисли ќе исчезнат сами по себе, отстапувајќи им го местото на убавините кои ќе започнат да надоаѓаат во пресред на вашето секојдневие. Секоја вечер пред заспивање, наутро при будење и по неколку пати во денот, мислете на она што ве импресионира и ве прави среќни. Умот по автоматизам ги отфрла сите други операции на слики на кои не им посветувате внимание. Мисловниот мозаик во вид на слики добива сила кога мислиме повеќе пати на нив. После извесен временски период, тие сами се појавуваат и ве поттикнуваат на она што сте го посакувале, настојувајќи да ве однесат до целта. За да ја осознаете едноставноста на вашата моќ, одберете една ваша лоша особина и на незиното место замислете некоја ваша доблест. Така исчезне многу побрзо од што можете да поверувате, само за неколку дена. Најголемото богатство за себе е откривањето и практикувањето на моќите кои ги поседуваме. Тоа е начинот да се приближиме кон божественото по кое секој копнее. Секој што ќе го совлада едноставното функционирање на умот, ќе добие се што може да замисли. Таа моќ е толку голема, што ќе го промени вашиот лик. Запомнете дека никој друг, освен вас, не е одговорен за она што ви се случило досега, затоа што се е последица на вашите мисли. Она што свесниот ум го размислува, иницира слики и докази кои ги пронаоѓа подсвесниот ум. На овие слики реагираат невропептидите кои започнуваат да се множат, иницирани од сликите кои подолго од 4 секунди се задржуваат во свеста. Но ова не е се. Човекот е многу покомплексно суштество од се она што можеме да го замислиме. Токму и затоа секој е само она што го размислува. Ако сакаме да промениме нешто во нашиот живот, неминовно мора да ги промениме нашите мисли кои се генератор за негативни и позитивни случувања. Учењето е процес што е нераскинливо поврзан со размислувањето и свеста. Според ова, секој свесен човек ќе донесе заклучок дека за се што му се случувало и ќе му се случува во неговиот живот е одговорен само тој самиот и никој друг. И не заборавај, оваа моќ ти е дадена само тебе од целиот животински свет на планетава. Осознавајќи го овој немелнив закон, во овој миг ти повеќе не можеш да се вратиш назад. Бидејќи мозокот проширен со нова информација го чува ново осознаеното до крајот на своето функционирање. Од овој миг не можеш повеќе да се лажеш самиот себе. Се е во твојата моќ и затоа биди што сакаш, вреди да се обидеш. Никогаш не заборавај дека никој не може да биде она што си ти, толку добро како што тоа го можеш ти самиот. Токму и затоа, во мигов го слушаш ова, за да не се разминеш со најскапоцениот дар на сопственото постоење. Ти, самиот. Сето ова е научно обработено и детално појаснето во најголемата вистинска тајна на светот. Во неа комплетно се опфатени прашањата во врска со свеста и подсвеста, пептидите, водата, вибрацијата и фреквенцијата. Мистиката на бројот 7.
Сите сме заеднички посетители на ова време и ова место. Едноставно, сите минуваме одовде. Нашата цел овде е да наблюдуваме, да учиме, да растеме и љубиме. И потоа да се вратиме дома. Абориджинска поговорка. Универзалната интелигенција ја представува гениалноста на природата, во секој облик на постоењето, најчесто земајки 7 нивоа како броеви. Како што се 7 прекрасни бои на виножитото, така и 7 ноти на тонската скала кои не воодушевуваат, плашат и ни ги будат чувствата за фантазија. Ако тргнеме до најситното во микрокосмосот, ќе ги пронајдеме и тука како 7 квантни нивоа во градбата на атомот. Дури и Светото писмо вели дека Господ го создал светот за 7 дена. 6 дена да работиш, а 7-миот да се одмориш. Ако сето ова навистина е така, ајде да создадеме нов живот за 7 дена. Живот кој, кога ќе го откриеш како Адамовата вистина, никогаш повеќе нема да сакаш да го замениш и да му се вратиш на стариот начин на живење. Ќе откриеш што се си изгубил досега и сам ќе можеш да ја процениш досегашната заспаност во овој живот. Ќе настапи миг на будење за 1 седмица, после која ќе почнеш да сонуваш со отворени очи, бидејќи ќе ја видиш вистината. На ист начин, како бебињата кога ја осознаваат околината и светот. И затоа, обединителот на арапскиот свет, Лоренс од Арабија рекол: сите луѓе сонуваат, но не исто. Оние кои сонуваат ноќе, во правливите длабочини на умот се будат наутро за да откријат дека сето тоа било привид. Но оние кои сонуваат дење се опасни луѓе, бидејќи тоа го прават со отворени очи за да ги остварат своите соништа. Успешните луѓе во која било сфера од животот го осознале ова и мудро го користат како тајна, која ретко ја споделуваат со другите, најчесто мислејќи дека сите функционираат на тој принцип, несвесни за заспаноста на другите. Тие мислат дека е смешно да се разговара за нешто што е многу вообичаено во секојдневието, но не е така. Само затоа 96% од капиталот на земјава е во 1% од луѓето, и затоа секој не може да победи на Олимписки игри, и затоа секој не може да биде председател, премиер, научник или еминентен експерт во одредена област на кој сите му веруваат, затоа што е заштитен со природни закони, вистини. Природните вистини се чисти и неменливи. Не можете да ги примените и само затоа морате да се прилагодите кон нив. Ако сакате од нив да добиете се што можете да си замислите. Ограничување во време и простор не постојат, ниту денес, ниту било кога во минатото и во иднината. Колку побрзо ја прифатите вистината, толку со поголема брзина ќе патувате кон неа, а таа кон вас. И тогаш ќе започнат да се случуваат чуда во вашиот живот. Она што го гледате како го прават магионичарите, ќе ви стане секојдневие на реална основа, од кое повеќе нема бегање. Тоа е магнет од кој нема да посакате да се ослободите, а најверојатно и нема да можете, затоа што мозокот, кога ќе осознае нешто ново, никогаш повеќе не може да се врати во првобитната димензија. Така ги осознавте убавите работи во кои сега уживате: храната, љубовта, среќата, сексот, спортот, работата, патувањето и сите задоволства кои ве прават среќни. Овде започнува најголемиот проблем, бидејќи вашето второ јас, егото, постојано ќе ве попречува, затоа што нему одговара да се менува. Тоа постојано ќе ве убедува дека вака ви е подобро и колку повеќе ви повторува и води диалог со вас, тоа подсвеста го слуша и ќе направи се за да ви ја докаже неговата вистина. Но не заборавајте, навидом постојат две вистини, но само едната е права, онаа вистинската, која е чиста и непроменлива. Затоа, надмудрете го итрецот кој е во вас. Мудрецот секогаш ќе биде мудрец бидејќи тој ја знае вистината, а итрецот ќе остане таму долу.
чекајќи некој наивен да му ја отвори вратата за да влезе и да прави збрки, исто како басната со лисицата, која го чека гавранот да ја отвори устата за да му падне сирењето, со изговор да му го чуе убавиот глас. Знам дека ќе бидеш помудар и нема да му дозволиш на итрецот во тебе уште еднаш да си поигра, бидејќи долго ја чекаше вистината која сега ја осознаваш. Се изнамачи, не само ти, туку и сите ние. Но како ќе го почитуваш убавото, ако не го запознаеш грдото, или доброто, ако не го видеше лошото? И вистината е иста, невидлива, чиста и непроменлива, без која овој прекрасен свет не би постоел. Навистина сум среќен кога го велам ова и искрено посакувам и ти да ја почувствуваш таа среќа во твојата душа. Моите сегашни прекрасни вибрации ги испраќам во Вселената и тие ќе патуваат во време и простор се додека постои светот, а ти си со мене, слушајки во овој миг. Заедно сме, верувај. Знај, нема да те оставам, бидејќи заслужи и подготвен си и тебе да ти се случуваат прекрасни работи. Добре дојде во светот на вечната вистина. Во овој миг, секоја секунда, 5 до 7 души го напуштаат овој физички свет. Можевме да бидеме и ние двајца меѓу нив, но за среќа сме овде каде што сме. Игнорирај го твоето јас и дозволи ми да те водам само 7 дена. Се што ќе ти кажам, примени го. Ако не ти се допадне по 7 дена, повторно ќе си бидеш истиот. Нема што да изгубиш, можеш само да добиеш. Те замолувам само за 1 седмица. Таа седумка која мистериозно го врти светот, подари ми ја денес, за во следната да откриеш дека всушност подарокот бил наменет само за тебе. Тогаш, твојата среќа ќе нема крај, а вибрацијата ќе ти биде иста како мојава. Не заборавај никогаш. Среќата е заразна. Ти си она што се твоите претходни мисли, а ќе бидеш она што се твоите сегашни мисли и затоа она што сега го мисли твојата свест, твојата подсвест ќе го примени во текот на ноќта. Кога наутро ќе се разбудиш среќен, не постои можност да бидеш несреќен. Испраќај на околината, на се и секому околу тебе љубезни зборови и прави добри дела, и тоа повеќекратно ќе ти се врати кога најмалку очекуваш. Техниката која ја нареков нано-ниче метод подразбира трансформација на мисловниот систем од механички и несвесно во свесно и со апсолутна контрола над мисловниот процес и постапките. Ова е метод кој илјадници луѓе го применуваат, при што на наедноставен и најбрз начин ги реализираат своите копнежи, само со 7-дневно програмирање и менување на свеста. Интересен е податокот што уште илјадници луѓе го побараа ова проширено издание, кој во моментов е во твоите раце. Многумина донесоа храбри одлуки благодарение на нивните иновативни и гениални идеи со кои ги остварија своите соништа. Како што мене ми беше откриена оваа техника со голема љубов, така и јас ти ја давам тебе за подобро утре. Ова е процес на создавање нови вибрации со точно посакувана фреквенција, предизвикана од фокусирање на нештата кои прават да се чувствувате прекрасно, бидејќи и се што правите е со причина да се чувствувате добро. Веднаш ќе ви стане јасно дека не се успешни тие кои имаат најмногу пари, туку оние кои имаат најмногу радост и љубов во срцето. За да можеш во текот на 7 дена да бидеш на фреквенција за реализирање на твојот проект, стави си подсетник за кој само ти ке знаеш. Например, прстен, ланче, белезница, мартинка, брош, шнола, значка. За кога ќе го видиш тоа да те подсети и иницира, дека ова се твои 7 дена кога мораш да издржиш. Доколку не можеш на тој начин, повторувај си го во себе постојано зборот успех неколку пати во текот на денот. Не е случајно што овој прирачник го слушаш токму сега. И токму ти. Убавите работи во животот ни се случуваат кога сме подготвени за нив. Вистинската вредност на овој прирачник не лежи во бројот на неговите страници, туку во вашата реакција, она што ќе го слушнете
и одлуката веднаш да го примените истото. Донесете храбра одлука и чудата ќе започна да се случуваат во вашиот живот на наедноставен начин, во сегашниот миг. Препорака. Преслушајте и сами одлучете дали ќе ја примените Nano 7 техниката. Царството Божје ти е достапно сега и овде, но прашање е, дали ти си достапен на ова царство? Нашиот тренинг е да се подготвиме за царството така што тоа може да се прикаже овде и сега. Не треба да умреш, за да влезеш во Божјото царство. Всушност, треба да бидеш вистински жив, за да го направиш тоа. Тик Нат Хан.